продолжение се вклучуваме повторно во живо студиото на Визита, каде што ќе се задржиме многу повеќе, за разлика од пред половина час, кога имавме можност да ја слушнеме накратко темата која што денеска ќе биде актуелна во Визита. Би убава емисија и повели. Роберт, да, за многу кратко ќе го почнеме и денешното ново издание на Визита. Рече си 1 час заедно со вас, почитувани гледачи, и со докторот што ни доаѓа на Визита, а веднаш по вестите во 11 часот веќе знаете оној дел кој што е посветен на доделувањето подароци. Но сега малку повеќе за темата за која денеска зборуваме во Визита. Веќе најавив и уште еднаш ќе споменам машкиот стерилитет и карциномот на тестиси, односно конкретно диагноза на овие две состојби. Кои се причините, симптомите, како се поставува диагнозата, која е улогата на патологот во поставувањето на диагнозата, за да се знае како понатаму да се продолжи нели со решавањето на овие два проблеми и сето она што треба како информација да го знаат припадниците на посилниот пол. Сето ова е застапено и во глобални рамки, а и кај нас се вели дека машкиот стерилитет го зема се поголемиот замав, значи сето она што како информација треба да го знаеме превентивно да делуваме, односно да спречиме вакви состојби. За брзо почнуваме со Визита, останете со нас и бидете од самиот почеток до крај. Денеска на Визита ни доаѓа доктор Вања Филиповски, специјалист по патологија од клиничката болница Џибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Патолог прв пат имаме во овие неколку сезони на Визита и навистина ми е драго што ќе имаме можност со вас да поразговараме и малку повеќе да ја промовираме и патологијата и улогата на патологот во поставувањето на диагноза. Можеме за почеток за да дојдеме нели веќе и до симптомите и причините и на машкиот стерилитет и на карциномот на тестиси. Што е патологијата и која е улогата на патологот? Патологија е гранка на медицината која се занимава со диагностика на болести, ги бара причините за настанокот на болести и одредува патологијата има за патологијата одредува целта на патологијата е да даде диагностика на разни заболувања. Во најголем дел се бави со испитување на тумори, односно неоплазии, при што потребно е да се одреди типот на туморот, потребно е да се одреди проширеноста на болеста, за да може да се даде адекватен онколошки третман по завршување на диагностиката. Сето тоа помага понатаму за лекарите од другите нели области на медицината и хирурзите како понатаму да го продолжат третманот на проблемот кој што здравствениот проблем кој што ќе се појави. Да, патологот во суштина анализира ткива под микроскоп, при што ги гледа морфолошките промени, ги анализира и споредува според нормалната морфологија на ткивото, за да ја даде диагнозата. Во суштина се земаат или биоптични материјали, кога треба да се даде диагноза на некоја болест, или се оперира некој орган. Оперираниот орган секогаш подлежи на патохистолошка диагноза, значи се обработува макроскопски, понатаму се обработува микроскопски, за да се добие целосна слика за промените што се явуваат во органот, односно за да се одреди болест. Така. Помалку може би знаеме или сме слушнале за патологијата или улогата на патолозите, која што е многу важна и многу значајна, затоа што пациентот не оди кај патологот на преглед, туку патологот доаѓа кога веќе пациентот нели ќе биде подложен на испитувањето и поставувањето на диагнозата. Па ние се наоѓаме некаде на средината на оној ланец што е од доаѓање на пациентот во болница па се до завршен третман. Во суштина сме во средишниот ланец кој што треба да даде дефинитивна диагноза. Предходните испитувања што се прават, значи од физички преглед, понатаму земање на крвни анализи, радиолошки преглед, значи на рентген диагностика, се предпоставени диагнози. Сите доктори даваат предпоставени диагнози, сите овие области. Доколку не може да се добие диагнозата на тој начин или постои сомневање, конечната диагноза паѓа на патологот, затоа што таа диагноза е дефинитивна. Од кога ќе се даде диагнозата на патологот, понатаму патологот не треба да даде само диагноза на болеста, треба да одреди и проширеноста на болеста,
треба да одреди каде све е зафатен, кои сите органи се зафатени. Тоа е нешто што понатаму ќе му е потребно на пациентот во онколошки третман. Од сите овие специјалности што ги набројав, патологот нема контакт со пациентот, може би така најдобро, за да се исклучат сите можни субјективни, да речам, влијанија. Значи, пациентот се концентрира на ткивото што го добива, го анализира под микроскоп и дава диагноза. Работата е, да речеме, тешка, напорна, од причина што потребно е големо познавање на медицината, потребно е врзување на многу буквално сите области на медицината, така тука. Потребно е врзување на сите области, нам ни се потребни податоци од интерна медицина, од радиологија, потребни ни се познавања и од онкологија, за да знаеме што онколозите бараат од нас, за да можеме да ја направиме целата слика, бидејќи диагнозата е конечна на патологот. И да се најде вистинската причина зошто нели се е случило тоа. Сега за машкиот стерилитет. Во глобални рамки, па и кај нас, дали е во пораст? Што е всушност стерилитетот, колку е чест? Многу е актуелен женскиот стерилитет и многу повеќе се зборува за женскиот стерилитет. И точно е тоа дека кај жената има поголем број на причини кои што може да доведе до стерилитет, но се малку се зборува за машкиот стерилитет, затоа што некако се подразбира дека проблемот е кај жената, што и не е точно. Кога прв пат ќе се спомене, кој ќе се спомене стерилитет и секогаш помислуваме или велиме, кај жената, предпоставуваме дека можеби е кај неа, ама не е така. Точно, не е така, значи проблемот може да биде и кај мажот, но испитувањата во најголем дел кај мажот се многу поедноставни. Значи за одредување на присуство или за одредување на машки стерилитет треба само да се направи, да се анализира спермата, да се види дали во спермата има сперматозоиди, за да се види дали да се види количината на сперматозоидите, дали ја има во доволен број, да се види квалитетот на спермата, односно дали сперматозоидите се подвижни со адекватни форми. Тоа е нешто што го прават ембриолози, значи анализираат спермата за да најдат сперматозоиди и доколку најдат сперматозоиди, во тој случај прават криопрезервација, ги замрзнуваат со цел евентуално во иднина да се направи инвитро фертилизација доколку парот, сопругот и сопругата сакаат да имаат потомство. Улогата на патологот доаѓа подоцна, значи од кога ќе се анализира спермата и не се најдат сперматозоиди, тогаш се прави биопсија на тестисот со цел да се извадат сперматозоиди од тестикуларното ткиво. Значи во ејакулатот на мажот може да не постојат сперматозоиди, но тоа не значи дека не се произведуваат. Сперматозоидите се произведуваат во тестисот, поради тоа се прави биопсија за да се извлечат сперматозоидите од тестисот и да се криопрезервираат, да се замрзнат, а остатокот од материјалот се праќа на патологот за да евентуално одреди која е причината за стерилитетот. Тука е значи улогата на патологот во поставувањето и на диагнозата и испитувањата кои што претходно и откривањето на причината. Кои се причините? Познати ли се? Па за причините во најголем дел се непознати, може вака звучи чудно, но и пострашно звучи кога се вели не се знае причината за одреден здравствен проблем, нели тогаш е најтешко. Точно така. Постојат неколку причини кои што се јасно поврзани. Например, една од главните причини или асоциација која што е јасно потврдена е присуство на неспуштен тестис во текот на ембрионалниот развој и кај децата. Тоа значи дека тестисот во свој ембрионален развој се наоѓа во абдоменот, односно во стомачната презнина, од таму се спушта по еден канал, ингвинален канал, во скротумот. Доколку тој пат од било кои причини биде блокиран или постои невозможност за спуштање на тестисот, тогаш може тестисот да биде заглавен некаде во овие патишта и на тој начин да не се спушти во неговата, како да кажам, природна средина, односно во скроталното кесе, каде може да адекватно да се развиваат сперматозоидите.
Значи во скроталното кесе температурата е помала него во абдоминалната шуплина, која е идеална за развојот на сперматозоидите, доколку остане некаде во телото, скротум, тестисот. Во тој случај имаме од една страна зголемена телесна температура, што не одговара во развој на сперматогенезата, и од друга страна може да имаме други физички причини, значи притисок од други органи или притисок ако се наоѓа во ингвиналниот канал од други структури, подложност на траума, при што исто така може да се оштети ткивото и на тој начин да се оштети сперматогенезата, а како друга компликација која може да се јави кај неспуштени тестиси е и ракот на простатата. Други причини потврдени се, например, хромозомални абнормалности. Добро е проучена причината Клинефелтеров синдром, кога има присуство на 2X хромозома и Y хромозом кај човекот. Кај тие луѓе исто така има истите работи, може да настанат намалена сперматогенеза или да биде комплетно отсуство на сперматогенеза, и исто така како компликација може да се јават може да се јави рак на тестисот. Од причини да речеме секојдневни кои што се врзуваат со ракот на простатата, воглавном се истите причини кои што ги има кај другите органи, например, односно другите типови на рак, или пушење, користење на дрога, понатаму алкохолизам, кој што ќе е асоцирани со, да речеме, цироза на црниот дроб, и тоа може да доведе. Хормонални други оштетувања, например, може да има тумори на хипофиза или, например, хипотиреоза, нешто што е поврзано со таа оска, што ја викаме, од хипоталамусот преку тестисите, бидејќи на тој начин се пренесуваат хормоните, и тоа е целиот процес на развој на сперматозоидите. Причини кои што се асоцирани со да речеме физичко влијание врз сперматогенезата се инфекции на тестисот или проблеми со простатата, оперативни зафати во урогениталниот предел, например во простатата, кои што може да оштетат, може да го блокираат патот низ кој сперматозидите се движат. Генерално земено, постојат две главни групи на причини кои што може да доведат до стерилитет. Првата или 2/3 од случаевите најчесто е неможност за продукција на сперматозоиди или продукција на неадекватна, односно оштетени сперматозоиди со намалена подвижност, а втората причина е блокада на каналите низ кои сперматозоидите се движат за да стигнат до ејакулатот. Така. Споминавте неспуштените тестиси, како состојба треба да се реши, се извинувам, кога е детето помало, на помала возраст, доколку тогаш се пропушти, значи останува како проблем, па некогаш понатаму може да биде причина за... Значи, неспуштени тестиси, исто така, не се одредени сите причини кои може да доведат до неспуштени тестиси, но бидејќи тие се спуштаат или стигнуваат во скроталното кесе некаде пред крај на мислам пред породувањето. Неспуштени тестиси обично се гледаат кај прематурно родени деца, деца со намалена телесна тежина, и се очекува кај нив од кога ќе се родат во првите неколку месеци да се спушти тестисот. Едно од првите прегледи што ги прават педиатрите кај машко дете да видат дали тестисот... Го проверуваат тоа секако педиатрите, така. Точно, да видат дали тестисот е спуштен, при што, доколку не е спуштен, се прават почести контроли да се види дали природно, физички само ќе се спушти тестисот во скроталното кесе, и евентуално да видат дали можат со физички преглед да најдат каде се наоѓа тестисот, бидејќи ако е заглавен во ингвиналниот канал пред да се спушти во скротумот, тоа се гледа како грудка во предел на препоните и тогаш може да проценат каде се наоѓа. Се постојат неколку варијанти
како треба или колку треба да се чека, што треба да се прави за природно да може да се спушти тестисот. Генерално, например, предпоставам тоа на детска хирургија го изведуваат, се чека да не пројде повеќе од една година или најкасно 18 месеци за да се спушти тестисот. Зошто се прави тоа? Затоа што доколку тестисот не е спуштен, многу е поголема шансата за развој на стерилитет и за развој на рак на тестисот. По студии што се правени, утврдено е дека што порано се спушти тестисот во скроталното кесе, шансата за проблеми е многу помала. Исто така, зависи од тоа каде се наоѓа тестисот. Ако е во абдоминалната шуплина, поголеми се ризиците за развој на стерилитет и за развој на рак на тестисот. И во таа детска возраст, доколку природно само не може да се намести, тогаш се прави хируршки се решава, да, се спушта тестисот и како интервенција треба да се плашат родителите бидејќи не, добро, и тоа е важно да им кажеме, не треба да се плашат. Треба да се направи тоа. Пишува дека во литературата дека скоро 100% е тоа го решава проблемот, со тоа што покрај што ќе се спушти тестисот, тој се фиксира. Тоа е процедура наречена орхипексија, значи се зашива тестисот за скроталното кесе за да не се враќа назад, пошто постојат и проблеми, понекогаш тестисот знае да биде спуштен во скротално кесе, но заради лабава мускулатура тој да се враќа во ингвиналниот канал, па повторно да се спушта за да ги нема тие проблеми и се врши таа орхипексија или зашивање на тестисот. Една друга компликација исто што е врзана со крипторхизам, односно неспуштен тестис е доколку се спушти, а не се сошие, може да настане торзија или увиткување на тестисот околу својата оска, при што ќе биде лишен тестисот од исхрана, односно ќе нема хранителни материјали, ќе настане, ние го викаме тоа инфаркт на тестисот, значи ткивото ќе биде уништено и во тој случај ќе мора да се направи отстранување на тестисот. Така да. Како симптоми кои што би укажале на постоење на машки стерилитет. Како тоа да се забележи, бидејќи мажите веројатно до моментот кога веќе ќе го основаат семејството и кога веќе се планира да се проширува семејството, прават ли прегледи на својата плодност да видат во каква состојба се правили тоа кај нас, се охрабруваат ли да видат што е и како е докаде, или пак токму во тој момент кога веќе ќе се одлучи да се добие потомство, се доаѓа до некакви податоци дека може или не може. Значи, процедурата е јасна. Значи, ако има долгогодишен незаштитен секс кај мажот и жената неколку години да нема зачнување, почнува да се испитува и мажот и жената. Кај мажот, реков, е тоа наједноставно. Се дава сперма и се гледа дали во ејакулатот има сперматозиди. Доколку нема сперматозиди, тоа е состојба наречена азоспермија, недостаток на сперматозиди, тогаш се оди на втората етапа да се види дали постои присуство на сперматозиди во тестисот, односно дали недостатокот на сперматозиди во спермата е резултат на блокада на каналите низ кои се движи движат сперматозидите. Спермата како сперма ги има истата боја, изглед, дури количина, волумен, и ако има и ако нема сперматозиди, бидејќи најголемиот дел од спермата е резултати на простатичниот секрет, затоа на изглед не може да знаеме дали во таа сперма има или нема сперматозиди. Во тој случај се прави биопсија на тестисот, каде што парче од тестисот се зема, се праќа на ембриологија, кај нас во одделот за инвитро фертилизација. Ембриолози, биолози наблюдуваат под микроскоп, бараат сперматозиди кои што се движат, ги бараат да бидат со адекватен квалитет, значи да бидат подвижни, да бидат со адекватна форма и земаат примероци за кои што ги криопрезервираат за евентуално во иднина да направат инвитро фертилизација, остатокот од ткивото го праќаат кај патолозите за да евентуално видат која е дијагнозата или зошто дошло до машкиот стерилитет. Така, причините и понатаму така тоа како што споменавте многу помага нели во третманот кој што допрва ќе следи или ќе се почне. Значи, има многу голем број од пациентите пробуваат да
и понатаму да продолжат на природен начин да направат, да настане зачаток. И заради тоа ние гледаме под микроскоп евентуално да најдеме, да видиме до кој степен дали постои сперматогенеза, дали тој процес од почеток до крај се завршува и која е количината, за да евентуално знаеме дали има шанси и на природен начин да настане зачаток. Така, да. Да ги слушнеме гледачите, нивните прашања, па продолжуваме со остатокот од разговорот кој што денеска го имаме во визита. Добар ден, повелете, ве слушаме. Ало, добар ден. Добар ден, Поздрав до вас. ви благодариме. Сакам пообширно малце да го кажам нашиот случај. Значи, со мажот ми се бориме со 11 годишен стерилитет. Предходно, пред 7-8 години, му е установена варикоцела, која што е успешно отстранета. После тоа, спермограмот беше подобрен, беше со диагноза олигоспермија, беше, значи, не многу добар, меѓутоа подобар од предходно. Правени се 2 инвитро. Првото инвитро исто беше со слаб спермограм, значи дојде до биохемиска бременост и ништо не бидно тоа. Второто инвитро не се оплодија јајцеклетките, меѓутоа тогаш кажаа дека спермограмот е одличен, дека било до јајцеклетките. Значи неколку пати спермограмот му беше одличен. Сега за третото инвитро спермограмот е катастрофален. Значи последно беше терато за оспено зооспермија. Хормонални испитувања има правено, значи во ред се. Брисови од уретра има земено, значи и тие се во ред. Што би можело друго да направи за да се установи што е причината за слабиот спермограм? Да напоменам и дека работи во фабрика со хемикалии. Така, да. Во ред, ви благодариме. Доволно ли ова? Доволно. Така, Значи, прво олигоспермија значи намалена количина на сперматозоиди, но ако во спермограмот постоеле сперматозоиди, значи тамо постои и сперматогенеза. Точно е дека може да варира количината на сперматозоиди од ејакулат до ејакулат. И точно е исто тоа дека работата со хемикали, исто како еден од факторите, може да доведе до намалена продукција на сперматозоиди. Како и да е, ги поминале сите работи што може да ги направат, бидејќи постои сперматогенеза. Слушнав дека еден од спермограмите бил и со нормална количина на сперматозиди, а еден бил со азоспермија, односно недостаток на сперматозиди. И бидејќи при биопсија, колку што разбрав, е утврдено дека има доволна количина на сперматозиди, значи од страна на мажот нема проблем во конкретниот случај да настане оплодување на яйцеклетката. Сега тука влегуваме во друго поле, дека можеби проблемот е и од страна на жената, односно од значи јајцеклетката и не само зачетокот, пошто кажа дека има и хемиска бременост, него и можноста за тој направен ембрион да воопшто може да во услови, ако се имплантира во матката, да може да се развива. Значи, постои опција од кога ќе се направи зачеток да тој се биде вратен во матката, тамо да настане раст на плодот, или постои инвитро во епрувета, што викаме, за тамо да се развива. Така да, според ова што го слушнав, од страна на мажот не би требало да има проблеми, бидејќи во неколку наврати најдено е присуство на сперматозоиди. Предпоставувам дека продолжуваат, ги добиваат препораките, што да прават понатаму, треба да продолжат. Надежта никогаш не треба да се изгуби, секогаш треба секоја следна прилика да се искористува. А изложеноста на токсични материи, на хемикали, работното место, типот на професијата, можат ли луѓето, односно да се заштитат на некој начин, да ги применуваат професионални некои препораки за зачувување на здравието и заштита во
работната средина каде што се. Точно. За ете да не дојде да. еден ден до... Присуството на хемикали е одговорно не само за проблеми во стерилитет, туку и за развој на карциноми во многу органи. Значи, претпоставувам, во зависност од тоа во која област работи, има начини како треба да се заштити од присуство на хемикали, евентуално ако има зрачење, од присуство на зрачење. Вие знаете и на рентген диагностика која ги носат децата, пошто и тоа е еден тип на зрачење, посебно кога станува збор за деца пред да има пубертет, се штитат тестисите со посебни оловни заштитни, да речеме, материи, за да не се оштети тестисот, за да не го спречиме процесот на сперматогенеза. Така, да. Добар ден и за следниот гледач. Повелете да ве слушнеме и вас. Поздрав до студиото, поздрав до родителката и до доктора. Ви благодариме. Ке ве молам, имам еден внук, пати од потенција. Со прележана вироза. Која вироза? Дали слушнавте? Докторот прашува која вироза, дали знаете? Вироза, така пишува, вироза. А колку години има внукот? 40. Добро. Треба ли дополнително или барем препорака и совет што не може треба. да се... Да, ова спаѓа да се во преземе? потенцијата спаѓа во друг тип на проблеми. Значи, ја не напоменав, зборувам за присуство на сперматозоиди во тестис, но една од причините за азоспермија може да бидат и сексуални проблеми, односно недостаток на потенција, прерана ејакулација, ретроградна ејакулација, кој има некои проблеми во каналниот систем. Значи, производство на сперматозоиди постои во тестисот, но начинот преносот во ејакулатот е на некој начин оштетен. Точно, ако има лоша потенција, тогаш воопшто не може да настане ејакулација. Тоа е веќе друг тип на проблем. Ако конкретно... Но не знаеме дали нешто е направено како испитување, дали воопшто е отидено на преглед, што да направи? Што да направи, ако значи сака или се испланира да се прави фамилија, пород, тогаш треба да се направи биопсија на тестисот, за да се види дали тестисот формира сперматозиди. Ако формира сперматозиди, тие може да се замрзнат, ви реков со процесот на инвитро фертилизација, да се оплоди јајцеклетката и понатаму или таа да се врати во матката или во епрувета може да настане формирање на... Така, да. Треба да се прават и почести прегледи, некако да се охрабрат мажите дека не е страшно и не е срамно, бидејќи постои начин да се решат тие проблеми, да не се оставаат настрана со криени дека е срамно или страшно да се зборува за тоа или да се дознае дека таков проблем има мажот. Така е. Добар ден и за следниот гледач, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Јас сум една мајка, значи која има детенце, значи 5,5 годишно. Детето, значи, има неспуштени тестиси, со тоа што првично отидовме на педиатрија, не пратија во Скопје, и таму примаше хормонска терапија од примогонал, таа што е, 5 дози ги испримивме и ни рекоа по една година да дојдеме на контрола. Кога отидовме на пратија на детска хирургија, пошто пак се качија, значи во моментот додека примаше терапијата, значи беа се спуштија тестисите, после пак по некое време се качија горе. Во детска хирургија, првично кога отидовме, ни рекоа дека да го ставаме во топла вода. 3 месеци. После 3 месеци пак да дојдеме на контрола. Отидовме пак на контрола, значи го гледа на ехо и установија дека пак уште 3 месеци треба да чекаме. Во меѓувреме отидовме и да го прегледаме во цистина, значи пошто да видиме и друго мислење. Таму установија дека едниот тестис, левиот тестис, е со диаметар од 1,8 см, сместен во нивото на средната третина на интервеналниот канал, а десниот тестис е со диаметар 1,97, сместен над границата на средната и долната третина.
Сега таму ни препорачаа да направиме хируршката интервенција. Сега ние сме во дилема, значи дали да чекаме, 5,5 години има, дали да не чекаме. Не знаеме што да правиме. Така. Се јавивте во вистинско време за да го добиете и вистинскиот совет и препорака. Токму и она што го зборува. Да. Колку време да се чека и кога да се направи интервенцијата. За одлука на таа работа ја прават клиничарите, детските хирурзи заедно со педиатрите. Точно е дека хормонална терапија се дава со цел да се спуштат тестисите, но многу поголем ефект има ако се направи хируршката терапија. Детето е возрастно веќе и според мене би требало тоа да се одлучат на хируршка интервенција за спуштање на тестиси и за фиксација, но повторно ќе кажам, јас не сум тој што одредува, значи од случај до случај има разлика. Треба да се процени дали според ова што го слушнав дека е во ингвиналниот канал дека се наоѓаат и тоа во дистална третина и во средна третина, значи можно е да се изведе таа интервенција. Знаете како барем еден од тестисите би требало да биде спуштен, а би требало и двата тестиса, затоа што кажувавме дека многу голем ризик има од стерилитет и евентуално во иднина појава на рак на тестиси. Мој совет е уште еднаш да отидат кај детски хирург, пошто тоа го прават детските хирурзи, и да се консултираат уште еднашка ако им се понуди спуштање на тестисот и фиксација, тоа ќе го реши проблемот. Така, да, бидејќи вака и преку прашањето на гледачката беше во дилема сме, значи не е лекарот веројатно во дилема, некаде им било понудено, некаде пробувале уште природно да се спушти, според возраста, колку што кажав ја, според локацијата, но секој случај е индивидуален, јас сега не можам да ги знам подробностите, треба да се направи преглед и да одлучи хирург дали може да се нафати на таа работа и нормално фамилијата да прифати. Така, во секој случај многу подобро ќе биде доколку се реши проблемот кај детето токму на оваа возраст, така за да не се остава понатаму. Машкиот стерилитет, можна ли е како форма или компликација да се појави карциномот на тестиси? Рековте дека некако ќе ги споиме овие две теми или овие два здравствени проблеми, бидејќи во причините, симптомите некако лежи истата основа од прилика. Да, значи во суштина сите причини што предизвикуваат машки стерилитет најдено е дека влијаат и за појава на рак на тестисот. Па на некој начин тоа може да биде и компликација. Најдено е особено асоциација со неспуштени тестиси и појава на рак на тестисот. Но пак ќе кажам, во голем процент на случаи не може да се најде причината. Има тука и генетска подложност, да кажам, значи ако некој во фамилијата претходно имал рак на тестисот, значи може синот, внукот да има рак на тестис. Не сите причини им се јасни до крај, како настанува и зошто настанува рак на тестисот. Релативно е редок тип на рак, од една страна, а од друга страна тој е рак кој што се појавува во, да речам, репродуктивната возраст меѓу 15 и 35 години кај машката популација. Добрата и лошата страна. Добро е што помалку го има, ама лошо е што токму во тој период, нели, кај точно, затоа што тоа е период кога најмногу созреваат тестисите, има еден нагол развој на тестисите и сперматогенезата и шансите за појава на канцер во тој период се најголеми. Така. Симптомите? Како нешто би можело да се препознае, мажот сам да предпостави дека има некаков проблем па да се обрати на лекар? Симптомите за жал се многу мали или воопшто и не се гледаат. Зборуваме за почетните стадиуми на туморот. Единствено ракот може да речеме прв симптом е да мажот осети некоја грудка во тестисот. Понатаму веќе кога туморот се зголемува, целиот тестис знае да се зголеми, да потече. При тоа, притискајќи на околните структури, може да предизвика дискомфорт, може да предизвика болка и на тој начин да
го алармира пациентот дека нешто се случува, ќе оди на физички преглед, докторот ќе направи палпација и ќе одреди дека симетрија, асиметрија постои помеѓу двата тестиса, едниот е зголемен, другиот е намален, и тогаш се прават дополнителни испитувања, се праќа на радиологија да се направи ехо диагностика, има и други методи, може и компјутерска томографија и така натаму. И од кога ќе се увиди дека има според радиолошките знаци присуство на тумор во тестисот, тогаш се прави една, да речеме, понатаму се прави компјутерска томографија и на абдоменот, за да се види евентуално дали е проширен туморот по регионалните патишта, што ги викаме во ретроперитониалниот регион. И од кога тоа ќе се направи, доколку туморот не е присутен во абдоминалната шуплина, него е локализиран само на ниво на тестисот, прва метода за интервенција е да се радикално отстрани тестисот заедно со сперматичната врвка, односно да се направи орхифуниколектомија радикална, при што извадениот орган се праќа кај нас на патологија за анализа. И тука патолозите веќе повторно така си го имаат својот дел и улогата. Точно, тоа што ние треба да направиме, поставувањето на диагнозата и да, понатаму текот како би се одвивал. Тоа што ние треба да го направиме е да одредиме прво кој патохистолошки тип на тумор е. Значи, постојат повеќе типови на рак на тестисот. Секој си има своја агресивност и свој начин на однесување и многу е битно од нас да се даде точна патохистолошка диагноза. Значи, ние врз база на тоа што го гледаме под микроскоп, ги делиме туморите на две големи групи. Збориме за тумори кои потекнуваат од герминалните клетки, односно клетките кои треба да ги произведат сперматозоидите. Во тој случај има две големи групи, ги викаме семиноматозни тумори и несеминоматозни тумори. Оваа поделба е направена токму заради прогнозата, различната прогноза и заради различниот третман. Семиноматозните тумори, кои што се почести, се јавуваат во покасна возраст, зборувам за овие меѓу 15 и 35 години. Обично имаат се помалку агресивни и многу добро реагираат на радијациона терапија, на зрачна терапија, буквално се топат, да речеме, туморите, дури можат да се излечат. Од друга страна, несеминоматозните тумори кои се јавуваат во пораната возраст се многу агресивни и односно поагресивни и се склони брзо да дадат метастази и послабо реагираат на зрачна терапија, па тогаш и хемотерапија се вклучува. Но тоа за таа работа покрај хистопатолошкиот тип ние треба да го одредиме и стадиумот на болеста, односно проширеноста. Дали е туморот локализиран само на ниво на тестисот или има, викаме, локално проширена болест. Локално проширена болест подразбира да туморот инфилтрира во околните обвивки на тестисот или во сперматичната врвка. Тоа го менува стадиумот на болеста, а при тоа се менува прогнозата и третманот. Така, како и за секој карцином, што порано се открие, барем кај овие типови на карциноми, така во многу раната фаза успешно е и лекувањето. Токму така, за семиномите има голем успех во лечењето, доколку повторно се мали, се откриени рано и се на ниво на тестисот, односно не дале метастази во другите делови од органите, односно во другите делови од телото, така да терапијата понекогаш, тоа е индивидуална работа, онкологот ја одредува, терапијата ќе зависи од, понекогаш може да биде и само следење, бидејќи онаа терапија, орхифуниколектомија, вадењето радикално на тестисот со сперматичната врвка, може да биде и дефинитивен третман. Така, и доколку се извади едниот тестис, само со еден може потоа, нели, може таму да планира и точно дека има може, и потомство, така? Може, значи и во тестисот кој што е зафатен со рак, може да се земе дел од тестикуларното ткиво кое не е зафатено, за да се направи криопрезервација, значи да се најдат сперматозоиди и евентуално за понатаму да се направи инвитро фертилизација, а другиот тестис исто така може да продуцира сперматозоиди. Постои едно правило дека
присуството на тестикуларен тумор во едниот тестис подразбира зголемена шанса да се јави тестикуларен тумор и на другиот тестис. Значи сме имали случаи каде направена е, да речеме, радикална операција, изведен тумор рано, завршена терапијата, значи нема метастатска болест. На следни контроли, кога пациентот доаѓа за инвитро фертилизација кај нас, значи од другиот тестис, да се најдени почетни знаци за канцер, односно ние го викаме тоа интратубуларна герминална клеточна неоплазија. Значи пациентот дошол за инвитро фертилизација од тестисот кој што е сочуван, а се наоѓаат почетни знаци на канцер кои што од таа гледна точка анализата што ја правиме на биоптичните материјали за откривање на причините за инфертилитет, односно неплодност кај мажите, можат да не насочат и да најдеме случајно, како случај навод, ран почетен карцином на тестисот. Но штом ќе биде рано откриен, така веќе ќе биде многу полесна и поедноставна, така и процедурата и третманот и лекувањето. Секогаш велиме и помислуваме за заболувањата, превенција, како превентивно да делуваме. Можеме ли да спречиме машки стерилитет? Можеме ли да спречиме и превентивно да делуваме и во поглед на карциномот на тестиси? Што е она на што мажите треба да внимаваат многу? Поради тоа што кажав дека воглавно ми причините не се знаат, нема некои поголеми правила, посебни правила за ракот на тестисот, но сепак здрав живот, значи пушење, алкохол, дрога, исто така, еве како една од причините, ја не ги набројав претходно, за појава на машки стерилитет е хормонален дисбаланс, кој што може да се јави особено кај луѓе кои што многу користат стероиди, тие што се бодибилдери, нели, за зајакнување на мускулната маса, пошто станува збор за исти стероидни хормони, тие можат да направат проблеми во сперматогенезата, значи треба да се внимава и на тоа. Други посебни правила не постојат за тоа како да се спречи карциномот на тестис. Здрав начин на живот, бидејќи живееме во едно многу динамично и стресно време, па сето тоа си влие комплетно, нели? Така, и стресот на се здравието, врска со инфертилитет, Ви благодарам што ни бевте денеска на визита. Благодарам.